Обично порано ги правам. Ама нема време. Извини ме ба. Ала? Гледаш ти со свој камен по глава. Ајде то доста! Добар ден на сите и добре дојдовте у 16-та епизода. Ова што го гледате да Better Nutrition Show, јас сум Јосиф Дамјанов, вашиот домакин во ова шоу. И во оваа епизода ќе позборуваме малку повеќе, тоест малку помалку, нема многу да должам, ќе позборуваме околу брзината на намалување на килограми. Бидејќи многу луѓе кога ќе ни се обратат и кога ќе дојдат практично да почнат на програм на исхрана и ќе побараат помош од нас, најчесто и едно од најпоставуваните прашања е за колку време ќе намалам, за колку можам да очекувам и така натаму. И тоа што сакам на секого од вас да ви доловам и искрено да ви го кажаме, воопшто практично и да не се оптеретувате со тоа за колку време би ги намалиле килограмите. И јас знам дека на секого од вас кога би стигнал до целта и нема да му биде важно за колку време тоа го направил, дали било за 3, за 4 или за 5 месеци. Али во секој случај, доколку зборуваме за фактите, односно факторите кои што влијаат на тоа колку брзо ќе намалувате вие килограми, постојат неколку фактори. Прво и најосновно нешто е вашата историја, односно колку до сега сте го малтретирале вашето тело со, не знам, обиди да намалите килограми, со диети, со апчиња, со најразлични третмани, бидејќи вашето тело едноставно после одреден период ќе створи аверзија и се помалку ќе реагира на промените кои што вие му ги правите. И затоа луѓето кои што можеби веќе пробувале многу пати да направат нешто во врска со нивниот изглед, односно вишокот на килограми конкретно во случајов, треба и да очекуваат дека не толку брзо, односно малку побавно ќе ги намалуваат килограмите. Во многу случаи можеби ќе биде подолга стагнација, после одредено време ќе почне метаболизмот да функционира оптимално и да почнува да ги топи мастите, односно во превод да гледате промени на вага и во обеми. Кај некои луѓе можеби тоа ќе биде после првиот месец, после вториот, после третиот, кај некој од вас можеби ќе почне процесот веднаш, но како и да е, минимум ви требаат некои 21 ден додека почне метаболизмот да работи на брзината со која што треба да работи. И како што реков и на почетокот, на крај крајава на никого од вас нема да му биде важно за колку време го постигнал резултатот, иако јас знам дека можеби на почетокот е доста фрустрирачки кога вложувате време и труд и сте дисциплинирани и правите секако што треба, не ги гледате резултатите, но мора да платите некоја цените. И доколку во минатото сте го малтретирале вашето тело, тогаш очекувајте дека можеби ќе биде потребно одредено време за да направите резултат. У секој случај, она што е најважно е да донесете одлука за промена и да бидете истрени, да верувате во советите кои што ќе ви ги даде човекот кој што ќе се погрижи за вашиот начин на исхрана и да ви помогне на патот до вашата цел. И мој совет, повеќе никогаш немој да се оптеретувате со тоа дали и колку време би требало за да дојдете до вашата цел. Ветување никој не може да ви даде, ниту па ние можеме да ви ветиме и да ви кажеме дека за 3 месеци би намалиле 5, 10 или 15 килограми. Секој од вас има своја историја, секој има индивидуален метаболизам, секој ќе има различен начин на исхрана, но дефинитивно колку вие ќе бидете посветени, а тоа значи колку ќе обогатите исхраната со нутритивна вредност. Можеби некој од вас ќе користи некакви додатоци во исхрана, мултивитамини, омега-3 и така натаму, тоа дополнително ќе му помогне да метаболизмот профункционира побрзо и подобро. Колку повеќе можеби и побрзо донесете одлука да го вметнете и вториот дел во начинот нов на животот, тоа е физичката активност, и тоа дополнително ќе ви донесе побрз резултати, колку побрзо ја стекнете навиката на доволно и правилно пиење вода, и тоа ќе ви поттикне резултат. И на крај вашата задача е да почнете и да оставите можеби на нас да мислиме за тоа колку брзо и како вие ќе ви се одвива процесот. Во 16-та епизода толку. Се надевам во 17-та епизода повторно ќе имаме гостин, пошто тука од левава страна го гледа Милчо. Тоа е еден човек кој што
до сега има поставено практично и рекорд 72, колку беа Илчо? 76-7 килограми за 14 месеци, 18 месеци, окей, да не дезинформирам. И ќе го замолам и ќе се погрижам да можеби некој од наредните епизоди не биде гостин да го сподели неговиот пат, огромна инспирација за многу луѓе, сегашен и маратонец, еве го Илчо. Фала ти и јас знам дека многу од вас ќе добијат огромна вредност од неговото гостување. Се гледаме ние у следната 17-та епизода. Останете ми со квалитетни животни навики и убава работна недела. Чао, чао!